Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема кој е капацитетот за отелотворување, односно принципот на олицетворение. Кога нашите деца не се усогласуваат со нас, ние очекуваме да можеме да ги научиме на животните принципи преку вербални упатства, преку вербални опомени, меѓутоа ова не е начинот на кој што ние можеме навистина да ги научиме нашите деца, бидејќи тој го нарушува начинот на кој што оптимално ќе можеме да го инкорпорираме новото знаење, новото однесување кај нашите деца. Најмногу учиме преку абсорција, односно преку процес на осмоза. Тоа подразбира нашите деца да можат да ги абсорбираат нашите начини. Прво, доколку ние ги отелотвориме нашите вредности во нашиот собствен живот на таков начин што нашата цел ќе излезе од нашето битие со една толкава светлина, со една толкава намера, со една толкава желба, што многу тешко тоа ќе биде да не го забележи нашето дете, значи да обрне целосно внимание. Некои од нас денес го користат моделот на граѓански пристап, обидувајќи се да им кажат на децата што е правилно кога ги учат на нова навика, на ново однесување, но наскоро ќе видиме и самите дека тоа е многу тешко, дури невозможно на подолг рок да се одржи, затоа што ние не сме всушност преку овој принцип целосно посветени на нашето во наводници добро однесување, затоа што, например, ако ние му зборуваме на нашите деца за тоа како родителите треба да се почитуваат добро еден со друг, да има љубов меѓу нив во семејството, додека вистинскиот начин на живење им испраќа на нашите деца сосема поинаква порака. Или пак кога нашите деца наместо да не гледаат колку сме ние среќни во нашата работа, дека секој дневно ние ја збогатуваме нашата работа со различни прекрасни животни искуства, дека сме многу среќни што сме на тоа на работно место, тие всушност гледаат како секојдневно се жалиме од нашата работа, па како се повлекуваме со нашите задолженија, како негодуваме за нашите обврски. Значи, она што ние им го велиме, не е она што децата го регистрираат кај нив. Наместо тоа, тие забележуваат кај нас сосема поинаква слика. Забележуваат како нашите рамења се наведнати, забележуваат како нашите очи се бледи во сајајот, линиите на гримасите на нашите лица ги забележуваат стресот преку нашиот глас. Значи, со други зборови, нашите невербални сигнали, како резултат на нашето собствено животно искуство, од нашето живење, се она што нашите деца го слушаат, се она што нашите деца го гледаат, и тоа нешто им кажува дека животот не е нешто кое што ние им го кажуваме, ние им го велиме, туку сосема нешто спротивно. И, значи, ние, за да можеме во нашиот дом тие правила да заживеат, всушност потребно да се осигураме дека целото семејство всушност ги отелотворува преку начинот на живење. Значи, со овој пристап конфликтите со нашите деца ќе бидат многу помали, затоа што нашите деца ќе знаат што да очекуваат од своите родители и самите ќе знаат како функционира домот и семејството. Одлуките за учеството на децата не доаѓа од усогласеноста сама по нив, туку доаѓа од енергијата на родителите кои што ја носат по домот, значи од природниот тек што го воспоставиле родителите. И, значи, како изгледа отелотворувањето во пракса? Да земеме една од ограничувањата како грижа за себе, кој што по претходните видеа често зборувавме, дискутиравме за тоа нешто. Значи, во однос на ограничувањето кое што го поставуваме и кое што сакаме да го отелотвориме во нашиот дом, например, како основна грижа за себе, капење, четкање на зъби, сон добар и така натаму. И сега ќе ги спомнеме кои се главните прашања за да можеме да го прецениме нашиот капацитет на олицетворение. Првото прашање
е дали ние се вклучуваме по секоја цена во таа навика која што, како грижа за себе, која што сакаме да ја отелотвориме во секојдневниот живот. Второ, дали покажуваме колку е таа навика света за нас. Трето, како ја пренесуваме таа негова важност. Четврто, дали ја отелотворуваме по високата цел на таа активност. Пето, дали ја зрачиме преку своето собствено битие. Шесто, дали се обврзуваме секојдневно да ги учиме нашите деца. Значи, постојано, конзистентно, за да имаме во врска со тоа. И седмо, дали по секоја цена се држиме до овој принцип. Значи, за да можат оваа енергија да ја абсорбираат нашите деца со цел да се подигне нашето учење кај нас и кај нив, потребно е една многу повисока посветеност од наша страна како родители. Значи, ние штом ќе се посветиме на тоа нешто да го отелотвориме во нашиот собствен живот, да нашите деца многу ќе му биде полесно да можат да го разберат како функционира домот, да го многу полесно да можат да го најдат своето место во домот, што не значи дека нашите деца нема некогаш да пркозат повремено, дека нема да не нервираат, што е сосема природно од нивна страна. И кога доаѓале родителите кај авторката Шефали, во моментите кога му било преку глава, во обидите да ги натераат своите деца да ја следат рутината за капење или рутината за спиење, секогаш авторката Шефали му предлагала да ги применуваат следните принципи на олицетворение. Например, му велела, наместо вие да се фокусирате на неусогласеноста со вашето дете, ве замолувам, искористете ги вашите прекрасни, неисцрпни внатрешни ресурси, за да можете тие да ги внесите во вашиот живот, за да можете да ги манифестирате во вашиот живот и сето тоа да го види вашето дете. И, например, еден родител кој што дошол кај авторката Шефали и велел колку многу тешко му било да се справи со отпорот на своето дете, кој што и тоа не сакало да влезе никако во кадата за да се искапи. И тој велел, на почеток цело време чекам моето дете да го направи првиот чекор, да влезе во кадата, ама едноставно тоа не сака да влезе, одбива цело време и на крајот ништо не се случува. Иако јас не сум нервозен. Меѓутоа, Шефали веднаш ја почувствувала недоследноста на таткото и му рекла, велиш дека си трпелив, но зарем не е вистина дека ти всушност вриеш однатре? И кога е така, каде е тогаш радоста во тебе, во тој момент? Се разбира дека таа радост ја нема. И тогаш родителот рекол, ма не знаете вие јас колку сум ладнокрвен, не ја губам воопшто, не го губам трпението со моето дете воопшто. И Шефали тогаш му објаснала, му рекла колку е всушност важно да може да го отелотвори со голема страст, со голема желба своите вредности, дури и во наједноставните работи со децата, па дури тоа да подразбере едно обично капење, значи едно обично заспивање, едно обично учење како детето да се облекува. И значи таа му рекла, ти кога треба да го отелотворуваш, одредена навика кај твоето дете, значи ти треба да ја правиш со едно толкава страст, со едно толкаво внимание, со толкава намера што едноставно ќе го натераш детето да се залюби во моментот, да сака веднаш да се искапи твоето дете, да влезе во кадата и да ужива едноставно во тој процес кој што ти бараш да го направи. А ти ми кажуваш дека едноставно си седиш тука и си чекаш, исполнет си со лутина, исполнет си со несвесно и фрустриран. Значи, како ова нешто ти ќе го отсликаш кај своето дете, да посака тоа едноставно, да ужива во таа активност. И доколку сакаш твоето дете да ја прифати таа активност, влези ти со него. Покажи му на твоето дете колку е добро да се чувствува во водата,
како ти уживаш во водата кога се капиш. И се разбира потоа, значи не мора тоа секој ден да го правиш. Ти го направиш неколку пати, колку твоето дете да ја свати идејата која што ти сакаш да му ја кажеш. И истото е како кога одиме на одмор, па на децата ги учиме да пливаат, значи зарем ние не скокаме заедно со нив во водата, да им покажеме колку тоа е забавно, колку е безбедно, кога се со нас во почетокот и така натаму. Значи, кога ова го сватил родителот, го разбрал колку всушност овој пристап бил многу поразличен од она што тој досега го знаел и го правил, сватил дека само фокусот на умот всушност не може да ги пренесе на вистински начин вредностите кои што сакаме ние да им ги пренесеме на нашите деца, значи по рационален пат. Значи сватил дека сосема едно е зборувањето спрема нашите деца, а многу е поразлично кога ние тоа сакаме, значи тие вредности сакаме да ги примениме кога сме поврзани со телото, со умот и со душата. Значи, како и многу родители, така и овој родител треба целосно да разбере дека само кога ние она што го зрачиме, што го искажуваме како енергија, како огромна страст, како огромна желба да им го покажеме на нашите деца, тоа е она што нашите деца ќе го абсорбираат. И во овој случај, кога родителот седел така, го зрачал вознемиреност, зрачал гнев, па тоа значи се случувало и кај неговото дете. Тоа било немирно. Последователно тоа, значи детето давало порака кај него, се добивало една порака дека капењето е всушност еден стресен процес. И ова се криело всушност испод воздржаноста на самото дете да сака да се капе во кадата. Принципот на олицетворение е особено важен во годината на основна возраст кај децата, затоа што тогаш најмногу му е потребно тоа нешто, најмногу му е потребно нашето водство за да како учење, наше учење спрема нив, за да можат тие да се ангажираат во тоа учење преку својот детски свет. И кога ние му кажуваме на детето само прави го ова со зборови, прави го она, ние не треба да очекуваме дека нашите деца се едноставно само роботи кои што можат тоа да го направат. Значи, наместо тоа, ако ние сакаме нашите деца да вежбат, да земеме и ние заедно со нив да вежбаме. Ако гледаме дека нашите деца имаат потешкоти во учењето, да сакаме да земеме со нив, да му покажеме, да учиме заедно со нив. Ако гледаме дека сакаме постојано децата да го одржуваат домот да биде уреден, значи ние постојано тоа да му го покажуваме со наш пример, да го држуваме ние домот чисто уреден. Што значи дека на овој начин нашите постапки постепено стануваат едни шаблони на однесување кај нашите деца, кои што навистина значи добро ќе му служат на децата во годините кои што доправа ќе доаѓаат со нивната возраст. Значи, принципот на олицетворение или принципот на отелотворување има толкава можност да го промени односот со нашите деца, значи динамиката со нашите деца, меѓутоа таа промена не доаѓа веднаш, затоа што навистина е потребно време за да можат тие образци да им ги вградиме во психата на нашите деца. Меѓутоа промената која што после тоа ќе следи, ќе видиме дека со таа промена ќе се развие еден многу здрав природен компас кај нашите деца, со кој што тие ќе можат да управуваат многу успешно во текот на нивниот живот. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.